Dragana или Kim, не знам. How you Не знам prefer? како ти е поубаво. Поздрав до све крвати. Поздрав, She's the Блага. legend. Благан, веројатности. И јас би посакала таква свекрва како тебе. А Леонардо седи од левата страна, Джейми од десната и јас кажувам на двајцата викам Джейми Фокс е подобар од тебе, Леонардо, и другаркава моја остана шокирана. Животот е многу краток. Психотерапевт Драгана Спасовска. Заследете ја на нејзиниот Инстаграм профил за повеќе совети. Вечерва во нашето отворено студио имаме еден не толку секојдневен лик од јавната сцена, затоа што вечерва имаме девојка на која што Македонија и Балканот и се мали или поразлично кажано Драгана Спасовска која што ќе ни ја раскаже нејзината приказна од нејзин агол. Ве молам се еден огромен аплауз да ја поздравиме. Ви благодарам, добро вечер на сите и баш ми е чест и драго што сум во оваа прекрасна емисија. Ќе се дружиме и ќе се забавуваме. Дали слушна како те најавив? Не секојдневен лик од јавната сцена. Фала многу, за тебе истото го мислам, затоа што ти си една од ретките истоводителки што знаат како да го представат гостинот. Ти благодарам премногу за прв пат си ни во нашето отворено студио. Како ти е? Дали ти е убаво? Убаво те пречекавме, убаво се чувствуваш? Како на дубајско ниво. На дубајско ниво. Види вака, мене Дубај ми е еден од омилените градови, така што мора да е барем приближно. Фала, еве ќе си те земам за таму, може да си водиме емисија колку сакаме, така да добре дојде на си во Дубај. Морам да ти го пофалам на почеток твојот изглед и се што имаш направено, сакам да ти кажам дека изгледа многу убаво. И ништо, ниту нападно, баш се на место. Фала многу за мојот изглед, за косата и за шминката си погрижи Октај, најдобриот фризер во Македонија. Фала ти, Октај. Октај мене нема нашминка, ама ке ти простам. Немаше време, премногу е запатен. А тоа е целата поента на сите операции што ги имам правено, да изгледам по натурал и да не биде да си го изгубам личниот опис. Така да баш ми е драго што луѓето тоа може да го забележат кога имам корекции, дека тие се минимални, а секогаш кажувам дека сите корекции треба да бидат како рефреш. Покрај тоа што ти го пофалив изгледот, сакам и да пофалам твојата смелост да со само еден збор успееш некако да го свртиш вниманието на медиумите и тоа не само тука кај нас во Македонија, него и надвор. И тоа не го може секој да се разбереме уште на почеток и тука сакам да кажам дека многу често знаеш пример да бидеш без цензура, да бидеш гласна или во случај да е пишана форма да биде читко напишано. Така е се што кажав, нели? Прво, јас за себе имам многу високо мислење дека секој човек прво треба да се сака себе. Абсолютно. И тоа што ти се сакаш себе, како си разговара за себе, тоа и ќе го зрачиш и така и луѓето ќе те гледаат. Јас сум една девојка што е многу амбициозна, sky has no limit, небото нема лимит. И сето тоа што некогаш сум го посакала, ја го манифестувам и тоа ми се остварувало, затоа што имам високо мислење за себе, знам каде треба да бидам дрска и каде треба да покажам реакција, но исто така каде треба, пример, да не го изразам моето мислење, затоа што има луѓе што едноставно што и да им кажеш, нема потреба да делиш од времето за некој што не може да те разбере. Да. Јас исто за себе сметам дека сум юник, дека сум специјална, аутентик, секогаш гледам да не бидам следбеник, фолоуер, да не следам правила. Ако сите луѓе модата е да се облакаат пример во сукњи или што и да е, јас нема да го следам тоа. Јас секогаш Ама ја сум следиш била... Ким Кардашијан, немој сега така Добро, да кажуваш. Ким Кардашијан, да, но како целосно, пример, еве сега модава Лабубу, што ги има тие малите кукли, секој ги купува и даваат ненормални пари за тоа. Јас никош не би купила нешто само затоа што народот го купува. Биди искрена, Ким Кардашијан да го купи, нема да го земеш и ти? Па не, затоа што без разлика јас Ким Кардашијан ја следам, она ми е идол, но не се копирам. Јас копирам кај неа тоа што мене ми се допаѓа. И пример, ете, многу од работите, мене ми се допаѓа пример тоа што она се облака во црно и nude color, а јас исто тоа ми се двете омилени бои и она е многу минималист.
А гледам дека и кај неа дома има во станот кај мене во Дубај, апсолутно немам ништо што е непотребно. Сакам многу минимални работи, дури за козметика, секогаш си купувам еден парфем, додека не го истрошам, не купувам нов. И видов дека самата јас сум таква, но видов дека и она од незиното шоу, дека и она е минималист. Добро, значи тргнуваме по стапките на Ким Кардашијан, но само таму каде што одговара, таму каде што не одговара. Јас сум си Драгана ставаме. Спасовска и не би сакала да го изгубам мојот идентитет, а како што кажав дека јас планирам и да ја надминам, така да... Објасни ми само како. Види, Што сакаш да надминеш кај неј, за пример? Сакам Што е да оно што ти е Па не, би сакала да ја надминам во тоа да бидам попопуларна од Нејза и да јас да бидам таа што ете сега Ким Кардашијан ипак е повозрасна, она е веќе не знам колку години во очите на јавноста и сметам дека јас како помлада имам тие амбиции, ги имам и сите тие, како да кажам, на бугарски викаат качества, сега ќе ми извините некои зборови може така да ми дојдат квалитети, ги имам сите тие квалитети да постанам новата Ким Кардашијан. Добро, Драганче, сега тука Ким Кардашијан ќе оставиме на страна. Добро. Јас сакам да се вратиме на твоите почетоци, односно на корените, од каде што тргнува таа желба за тоа јавно признавање или за тоа да, пример, кажеш на светот која си ти. Јас верувам дека тоа што го имаш и само изјавено, дека додека си била мала, си била на некој начин си доживеала булинг од деца кои што биле на твоја возраст тогаш, па дали мислиш дека од таму тргнува таа бунтовност, да тогаш не си можела, ама сега можам и ќе ви покажам јас која сум? Па не, вака, јас прво тоа со булингот започна, да речеме така, во основно, а пред основно, јас уште од почетоците кога бев мала, знаев дека сум поразлична, знаев дека никогаш нема да живеам во Македонија и знаев едноставно луѓето што се посебни, како и тоа да звучи, луѓето што се посебни го испитуваат тоа, знаев дека бев едноставно поразлична од другите, дека сум посебна и дека ќе бидам еден ден многу популарна. А булингот почна веќе, нели, јас имав голем нос, децата ми се смеува за тоа што имав голем нос. Нормално е кога одиш во училиште и затоа, пример, јас моите деца би подразмислила дали да ги пратам во училиште, затоа што во училиштето не можеш и многу да научиш. Може би дома да имаат учители што ќе ги учат, децата многу пати се учат на неприлични думи во училиштето. Многу пати има тепачки, има булинг. Значи, нема потреба и тоа веќе се оформува и се создавува траума кај детето што подоцна е многу потешко да се лечи. Па да, ама дома ли ќе го не можеш дома да го чуваш детето во стаклено звоно, Па како јас да сите не мора? би живеела, не знам каде би живеела и како ќе ми се развие животот понатака, но има примери приватни, да речеме приватни школи или да речеме многу од луѓето зборуваат за тоа дека може би дома наставниците да дојдат да ги учат, тоа би имало исто детство да Ама се дружи надвор. социјализацијата? Таа социјализација многу може повеќе да наштети отколку да донесе плусови, затоа што јас споминав нисто и булинг и многу други деца, како и пример на тема расизам исто, на тема тоа што ако некој е посиромашен, му се смеат ако примерно едни патики ги носи цело време, на тема физички изглед, јас не би сакала лично моето дете да страда. Да се вратиме и на темата. Да, јас сакав само тука да се надоврзам дека некогаш може примери приватните училишта знаат да бидат и многу позлобни отколку државните искрено, училишта. зависи каде, како што кажав, Да, јас би така. сакала, ете, ако е во Дубај, такви работи не би мислела дека би имало, затоа што ако се пожалиш, таму има и многу строги казни, може и до затвор. Таму не можеш јавно да се караш, да повишуваш тон, нема тепачки, затоа следи затвор. Значи така да... детето ќе расте во Дубај или? Како рекол Господ, ќе видиме. А иначе за почетоците јас од мала кажав дека одев во Сител Бамбини, на Сител телевизија беше, Сител Бамбини моите почетоци, после на детски начин бев гостинка, на звон, така сама, секогаш бев упиклива, се пикав пред камери. Тоа што ме правеше среќна бев само да има една камера да ме снима и тоа што се труди човек и си ги своите соништа си ги остварува, на крај ќе има резултат. И резултатот е ова што сум денеска. Јас во Бугарија, Нова телевизија и BTV, една од најголемите телевизии, снима 7 сати
за мојот живот, за целиот мој живот, и тоа беше едно од најгледаните. Па тоа беше пред 8 години, мислам дека третата година, така нешто, трета-четврта година живее во Дубај. Тоа ме направи како доста популарна таму. Ми имаше и на Билборд, на доста списанија, Билборд, на Нью Йорк Таймс Сквер. Сум постигнала надвор од Балканов, што не знам ете. Ретко некој кој би успеал и би седел со такви луѓе и би бил на насловна на светски списанија. Ке стигнеме до луѓето, затоа што ми се направени редоследно да ги добро. одиме етапно работите, да не ги прескокнуваме. Без пардон кажуваш многу работи и некогаш, пример, кажуваш работи кои што и другите ги прават, но не се осмелуваат да ги пренесат јавно. Тука ќе почнам со тие некои операции кои што се направени, естетски корекции, и да се разбереме уште на почеток. Сум за секој човек да се направи тоа што сака да се направи за да се чувствува поубаво. Но пример тебе би те прашала зошто сакаш да постигнеш совршенство? Ја бараш совршеноста, знам дека ја бараш. Значи вака, прво во Бугарија ние кажуваме данок мнение не плаштам, што значи данок мислење не плаќам. Јас за туѓото мислење не живеам и мене не ме интересира, еве и сега ова за операциите ти што ме праша. Нормално после тоа може да има илјадници коментари што правела, како правела. Да, можам да си го дозволам, да имам тие финанси што се потребни, имам и желбата, зашто да не. Јас сакам да бидам best version of myself, најдобрата верзија на себе си, како физички, така и психички. Секој ден исто читам книги, правам медитации, имам свој гуру, одам на Бали на ретрит, спијам во џунглата 7 дена, ме будат шумот на птиците, сабајле од 6 до 7 имам кундалини йога. Така исто сакам и физички јас да изгледам добро, затоа што вистина е дека сум доста самокритична кон себе си, и кон мојот характер, и кон надворешниот изглед. И све што сакам да направам е минимално. Како што многу пати сум кажала во сите интервјута, устата и градите ми се природни, а сите тие луѓе секогаш прашуваат, еве види целата извештачена, ја напумпала устата, градите, а тоа е она што си е моја. И зашто да не бидам совршена? Мислам, никогаш човек не би бил совршен, секогаш ќе најде некоја мана, но во моментов со изгледот и со характерот што го имам, мислам дека сум постигнала нешто и си се сакам себе. А тоа не значи дека утре не би направила нешто друго. Ќе видиме како ќе нормално. Кога и веќе старееш, сакаш да изгледаш уште порефрешинг. Млада си, не ме зезе како стареш. Тука нема да зборуваме за годините. Добро, кажи ми, го спомена гуруто и тоа дека одиш многу често во Бали, тоа мене ми интересира да ми кажеш нешто повеќе за тоа. Што всушност значи? Па еве, гуруто е, да речеме, да, како сад гуру, индиецот. Тоа е човек што доста работи врз характерот и едноставно да не дозволиш некој да те иритира, да не дозволиш некој да ти се всели во твојот мозок и да успее да те иритира, затоа што ти доста време ќе загубиш да бидеш човекот што не сакаш да бидеш. Ако јас сега дозволам на некој до мене негативната енергија да му ја земам, јас ќе се претворам во најлошата верзија од себе. Значи, јас имам прво и личен гуру, тоа е чистење на отварање на чакри, чистење на негативна енергија, чистење на трауми што ги имаш од детството, тоа е како лечители еден вид. А во Бали ретритот е, да речеме, одиш во некоја џунгла и таму се луѓе од целиот свет. Се будиш од 6 до 7, имаш кундалини йога, после имаш медитација, после имаш разговори за позитивното мислење, што конкретно сакаш да промениш во себе. Исти такви и книги јас секој ден читам. Мене денот така ми започнува со афирмации кон универзумот, со тоа дека јас сум здрава, јас сум срекна, јас сум богата, I attract abundance of money, love, success. Сега не можам така одма да го кажам на македонски, но ќе ме разберете. Го кажа истото е. Да. И тоа е тоа што мене доста ми има променето и Што ти иритирало, пример, извини што те прекинувам, што ти иритирало повеќе, што сега, пример, се сменило? Што било оно што те нервирало претходно, што сега, пример, тој човек успеал да го промени кај тебе? Па вака, јас претходно не можев да бројам до 10. Многу луѓе што ме познава, прв пат кога отидов кај гуруто, она ме виде и она рече, "Вау, Драгана, ја бев како тебе." А гуруто по принцип е многу смирена особа,
што нормално. Она ја зима мојата енергија на луѓето што ги лекува и така понатака. Затоа мора да биде смирена, не може да биде импулсивна или некој ако дојде поагресиран да врати со иста мера. И кога ми го рече тоа си реков, гледа, викам, женава толку е смирена, така ја осеќам енергијата, викам, нема шанси да била како мене. Но ако треба да го вратам времето, јас и сега многу пријатели ми се јавуваат, ми кажуваат, многу си смирена, сега бројам до 10 пред да го кажам моето мислење, во многу случаеви не го кажувам. Затоа што ако некој не ми побара мислење, мислам дека не треба да го кажам. 70% од мојот характер се има дефинитивно променето. Сега гледам зошто ти прво пред да ми го одговориш прашањето, прво ми даваш еден вовет од некои така 5-16 реченици, па после ќе стигнеме до тоа што сум да прашала. Добро, како и да. Што Ите ќе ме најмногу да те научиш. насмее, кажи ми. Еве вака сега што се насмеа убаво. Што е што Нон-стоп знае да јас те се насмее? смеам, верувај ми, јас цело Многу си ми време. озбилна кога збориш. Да, кога зборувам, затоа што сакам Зборуваш. луѓето да ја долова таа енергија, да разберат повеќе каков човек сум јас, да не осудуваат некој според изгледот, како Инстаграм изгледал, како јас се облекувам, дека многу шетам и ред други работи. И кога треба да бидам сериозна, сум многу сериозна, но искрено сум доста забавен човек, имам големо чувство за хумор и нон-стоп се смеам, затоа што ништо нема позабавно од да си направиш да ти е забавен животот. Имаш убава насмевка, користи, а ова не е шоу за каде што треба да бидеме сериозни, не сме да ставиле тука кај ја да најдов сериознава полиграф или- сега, ајде, Не, одиме со супер си. да. Кажи ми, еве, ми кажа уште претходно дека пример си автентична, сама си имаш свој стил. Кажи ми што е она што те двои тебе од другите, освен тоа што го кажа за лабубу куклите и нешто слично. Па јас имам различно размислување, пример јас сакам да посвојам деца. Имам различно размислување Зошто за да тоа. посвоиш? Затоа што за мене љубовта јас ја доживувам по еден поразличен начин. За мене љубовта е љубов, ти ја имаш во себе и без разлика дали детето ти ќе го родиш или ќе го земеш од улица и плюс ќе помогнеш на тоа дете утре да има еден многу добар живот. Додека ако нема фамилија, тоа може да израсне со многу трауми и никогаш да не се пронајде себе си. Има многу луѓе, како што кажав и претходно, што се живи, а едноставно се мртви внатрешно. И за мене така јас ја живеувам љубовта, дека А би родила дете? па не знам, искрено на тоа прашање не можам да одговорам, не го Не, осеќам. дали би сакала, тоа ми е прашањето. Во моментов не го осеќам. А јас сум таков тип на човек што не следам никој, не се правам дека сум нешто поразлично, за раѓање не го осеќам, може би да, може би не. Ако сигурно премногу се заљубам и партнерот тоа го захтева од мене, би го направила, но ако партнерот е на истото мислење како мене, јас би посвоила 4-5 деца, би помогнала тие деца од Африка, Индија, да имаат еден многу добар живот. Исто така, мислам дека сум поразлична од другите со тоа што јас верувам дека љубовта може и на 50 години, јас да се разбудам до мојот партнер и да осеќам пеперутки, затоа што многу луѓе љубовта и после бракот се променуваат и ја прифаќаат како даденост. Јас еден човек ако не ме прифаќа како приоритет, дека треба да се бори, дека треба да дава, тоа е да се негува. Тоа е како една роза, колку повеќе ја негуваш таа цвета, а нема ништо поубаво од жената. Ако ти можеш да ја направиш таа жена среќна, таа жена ќе те гледа на пиедестал, таа жена ќе те направи ти да бидеш и најмокниот, и најбогат, и највлијателен. Зад успешен маж се крие една успешна жена. Но исто така, ти ако не го дадеш тоа на жената, таа жена може пред време и да остари, таа жена може да се затвори во себе, може да испадне во депресија. Еве ја знаеме историјата на Бред Пит и Анџелина Џоли како била. Тие се двајцата многу успешни, познати и богати актери. Како едноставно тој не ја давал таа љубов и таа полека згаснувала. И затоа за мене едно другарство и фамилијата дома, без разлика што мајка ми и татко ми са мајка и татко, јас ги почитувам и ние секој ден ги искажуваме нашите чувства, ние си се смееме, си имаме, јас, брат ми и мајка ми, групен чат, секој ден си кажуваме по некои смешки, се зезаме и секој ден ти кажуваш дека ги сакаш тие луѓе. Не ги прифаќајте луѓето што ги имате во вашиот живот како даденост, затоа што не знаете кога може тие да си отидат и кога е последниот ден. Животот е многу краток. Психотерапевт Драгана Спасовска. Заследете
Посетете на незиниот Инстаграм профил за повеќе совети. Дали може еден аплауз? Ова беше убаво кажано, ама така како се обрати кон камерата, така ми дојде како да ми кажува некој. Ама искрено јас би сакала да те пофалам од одма. Видов дека јас многу верувам во енергијата на луѓето, имаш многу добра енергија и гледам дека многу ми тече разговорот со тебе и ти ме опушташ да кажувам работи што моментално ми доаѓаат. И исто така не си ети и ти од моментот кога зборам прашуваш така некој прашање, не и да од дома да си се подготвила и се си сум подготвена од да, дома, но и од разговорот доаѓа кажуваш. така. Но, баш ми се допаѓа, баш сме како излезени сега. Ми даваш материјалче за да можам да прашувам. Да не ми даваш Супер, материјал, баш ќе ми е морам да драго. одам по шаблон. Така што, ама шаблонот пак нема да си го заборавам, Ако ја само ќе да се ти кажам. изборам до Кажи ми што за тебе представува успех? Како го доживуваш успехот? Како го гледаш успехот? И сакам да те прашам тука пример на што е она на кое што ти си особено горда, што си го постигнал? Значи, за мене искрено најголем успех е тоа што сум добар човек, тоа што 4 години долга работа, после 30 јас се променив, 4 години од долга работа се исплати и ова што денеска јас сум го постигнала, да бидам потрпелива, да мислам позитивно, да верувам уште повеќе во Господ, да правам добри работи. И исто така десната рака ако дава, левата не треба да знае. Човек што помага, според мене не треба тоа да го објавува на социјални мрежи, затоа што со тоа сакаат они изгледа да постанат повеќе популарни. Јас не го одобрувам, но секој за себе. И најголемиот успех искрено е каков човек сум јас и со тоа што на многу луѓе што ми има сгрешено им простувам, секогаш се обидувам да се ставам во на другиот чевлите, да не осудувам, да не седам да губам одвишок време за да коментирам некој живот, пошто не знам тој каква цена платил за да го има тој живот. Но да во кариерата најголем успех за мене е на Нью Йорк Таймс Сквер билборд што бев. Јас и уште 2 девојки како избранички за Топ Сити едно списание за 3 најубави девојки. Што исто сум седела со доста популарни личности, имам многу научена од нив, како да бидеш приземен, да има слава и пари, а да си едноставно приземен. И сите врати што можам, значи што ги имам отворено со луѓе што се мокни, што се влијателни луѓе, што постигнале се со свој труд. Тоа за мене е една многу голема лекција што можам од такви луѓе да учам, да седам со такви луѓе. Успех е тоа што имам здраво исплотена фамилија, што сум многу блиска со мајка ми и со брат ми, тоа ми се најдобрите пријатели. Македонија, Бугарија, па и целиот Балкан некако ги имам надраснато. Јас копнеам да го освојам светот. Ова е една твоја изјава. Јас сакам да те прашам до каде си стигната на патот по кој што чекориш. Еве веќе Балканот ме знае. Па не сите, ама ајде, натаму сум стигната. За некоја година планирам да направам моја козметичка линија. Значи нешто како Кайли Дженер, дали ќе биде тоа нега за коса, дали ќе биде мејкап, уште не сум размислила, но би си го искористила името, затоа што има многу млади девојки што секојдневно ми пишуваат од каде пример сум го купила ова парче облека или која козметика користам, така да би го искористила името, да. Така е, добро. Сега вака, тука ги спомена неколку пати до сега познати личности, јас ги имам веќе запишано, само чекав да им дојде редот. Имаш кажано дека со Дженифер Лопес, со Парис Хилтон си била на иста забава, дека Роналдиньо ти е пријател на кој што имаш негов број и неколку многу други фудбалери кои што исто така ти се познаници. Сега сакам да те прашам, човек кој што не се занимава со професија како не си фудбалер, Добро. не си пеачка, Водителка не сум, не си водителка, да, за да стигнеш ете пример до тие луѓе. Како стига еден нормален човек во таков свет? Па јас за себе прво имам мислење дека сум повеќе од не сум баш нормален човек. Тоа е моето мислење. Еве сега и на Сентропе имав и на Инстаграм објавено дека со Джейми Фокс и Леонардо Ди Каприо бев на журка. Едноставно, како што кажав, небото нема лимит. Ако нешто сакам да отидам на тоа место, имам моите познаници и пријатели, сите се од тој тип на луѓе. Мислам, тоа ми е кругот на пријатели. И од другарка на другарка, како што пример еве Македонија е мала, кога има некое
некој конкурс или нешто да се дешава, сите знаат и одите таму. Така, пример, јас на местата каде што живеам, кај што доаѓаат светски личности, патувам и многу, имам такви конекции, едноставно секогаш сум на најдобрите забави, на бекстејдж, на исто се пари со популарни личности, на афтерпарти со нив. Кога се слушнавме да се договориме за време на ова наше денешно снимање, ние тогаш баш снимавме со Војаш. И тогаш многу беше така искрена и ми кажа: "Еј, Војаш, многу го почитувам заради тоа што иако е толку мал, има многу добро размислување и е многу побожен. Како што сум и јас. Ти го спомена и претходно дека веруваш во Господ, но тука сакам да те прашам затоа што во некој интервју како да слушнав да кажуваш да, дека веруваш во Господ, но не дека во религија. не во религија. Да. Па тоа некако ми се коси едно со друго, затоа што ако не си ја негуваш таа твоја религија и вера, во друг случај сме атеисти, ако сме атеисти не веруваме во Бог. Па еве моето мислење какво е. Јас не верувам во религии затоа што за мене многу институции еве и со цел да бидам не знам негативно нападната. Има доста пример во црквата каде што работат отец, нели? Добра. Во Бугарија примерно во доста цркви фатија дека многу број од отците одат со машки и со малолетни машки. Има една таква емисија што ги фаќаат нели како и што многу од отците исто возат коли G-класа, Мерцедес и така натака. Мене тоа не ме интересира. Јас не верувам во религија од една причина. Мене не ми треба да одам јас во црква да се молам, црквата и храмот е внатре во мене. Јас верувам во Господ дека е еден, не ги делам на луѓето. Имам влезено и во џамија, имам влезено и во Буда, тие храмови што се на Бали, одам многу често, влегувам и се молам таму. Секој ден се молам дома, сигурно од мала, од 9 или 10 годишна возраст, одам се молам секоја вечер пред да легнам да спијам, а од последните неколку години на Сабајле искажувам благодарности за тоа што сум жива и Господ што ми дал да го видам и овој ден. За Великден одиш во црква, си палиш Ама свеќа? да, ама тоа не е. Јас одам во црква за себе да се помолам и да направам како еден респект. Но истото тоа не верувам во религијата, дека религија како религија мора да се следи. Верувам дека the end of the day Господ е горе, а мене не ми треба црква. Јас сум влегла во Бугарија во една црква и отецот ми вика: "А ти дали веруваш во магија?" Јас се чудам, значи не може отец тоа да ми каже. И некој пат они се такви што може, пример, нормален човек оди да биде отец и одат многу и за пари и за се. Ме сваќа само затоа што таа професија, примерно, и он може и да краде, да ме проштава Господ од таму. Ме сваќаш, јас за тоа не можам да кажам дека за мене Господ е еден и храмот мој е внатре. Има многу луѓе што тие може да се серийни убици, да крадат, да лажат и секој ден тој да оди да спие во црква, Боже проштевај ми. Ја може да не одам толку често во црква, ама јас да не ги правам тие работи дома да си се молам. Ке се вратам на тема партнерство и љубов, затоа што претходно веќе го спомена како треба да се сака и да се почитува една жена, но еве ќе го земеме за пример твојата претходна врска за која што, како што слушнав и јас во едно интервју каде што кажуваш, ставив крај тогаш кога најмногу сакав и ставив крај кога ми беше убаво. Не затоа што, само затоа што се почитувам себе си и затоа што не сакам некој друг да ме става на второ место или некаде каде што не заслужувам, да не бидам приоритет. Па сега би те прашала тука пример, колку во врската е потребно едно внимание да се дава меѓусебно за да може тоа да функционира. Ако беше претходната Драгана пред да одам на вакви сесии, сигурно ќе си седе во комфорт зоната и немаше воопшто да раскинам, затоа што јас, партнерот ми е популарен фудбалер, колку толку внимание имам. И знаете сите дека најсладки се првите 1, 2, 3 месеци. Тогаш се осеќаш како да си под една љубовна магија. Ти си само слеп, сите од страна може да видат што и како се дешава. Ти си тој што не сакаш да верува во ништо, само веруваш во твојот партнер. Но откако работам на себе и работам стварно усилено и многу хард,
нема шанси да дозволам некој да ме стави да не бидам негово приорити. Тоа е многу битно, особено во почетокот. Ако ти во почетокот дозволиш еден партнер да не те почитува, јас знам која жена сум и знам што можам да дадам. Јас картите ги ставам на масата и јас ќе ти дадам се што ти имаш потребно. Ако јас не го добијам истото или барем да речеме голем процент од тоа што јас можам да ти го дадам, едноставно all the best, bye bye. Нема потреба ако некој ме гледа како не знам план B и не ми обрнува тоа внимание што јас ти го давам, а во истото време ми кажуваш дека сум ти приорити, зашто да си го губиме времето? Не знам од каде искрено ја собрав таа сила, но едноставно во моментов сум многу стрекна и горда на себе што јас тоа го приклучив, затоа што сега во моментов ќе си бев во една врска, ќе си бев во Дубај, немаше и да шетам, во една врска каде што сум си несрекна и едноставно тоа што не можам да имам сила да кажам не доста е, ќе си седев несрекна, но во врска со познат фудбалер. На кого му е тоа потребно, не знам, на мене на 34 години не ми е потребно, затоа што јас сега времето, за мене времето е едно нешто што не можеш да го вратиш и не можеш да го купиш. Уште едно прашање имам на тема љубов, односно една твоја изјава повторно, нема да кажеме од каде сум ја слушнала таа изјава. Јас веќе знам. Со луѓето кои се светски познати, доколку бидеш во некаква интимна врска, потпишуваш договор. И дека тоа останува помеѓу вас и не се пренесува никаде. Сега тука спомена дека твојот поранешен партнер е познат фудбалер од Челси. Дали со него имаш да ти потпишано договор што не сакаш да кажеш име и презиме? Не, он веќе не игра, не е веќе фудбалер, работи како да некоја друга професија работи, така да немавме потпишување на договор. На овие години сакам партнер кој е интелигентен, не е мрзелив и кој знае да направи пари. Дали има таков партнер, затоа што ова е пред некое време кажано, и таквите мажи, според тебе, какви жени сакаат? Две прашања имаш во едно. Па вака, сакам исто и маж што нема социјални мрежи, затоа што човек кога е многу зафатен нема време да има социјални мрежи, да флиртува со девојки на социјалните мрежи и да коментира што како. Мажот треба да си ја знае работата како маж. Во моментов сум сама, немам никој до себе за жал, а кога ќе дојде вистинскиот, ќе дојдам кај вас во емисија да го откријам. Може, добро. А какви жени сакаат таквите ете мажи, кои што се интелигентни, кои што немаат социјални... Жени како мене. И јас не би се согласила дека секогаш сакаат силни жени. Па не, види, Затоа што точно се согласувам со тебе, многу сакаат поскромни, ама јас тоа што сум силна жена, тој што е правилниот за мене, тој ќе ме оцени како што треба. Јас не можам да се променам и мојата идентичност да ја загубам само за да задоволам некој маж и да бидам нешто што не сум. Пред да те пуштам во рацете на Емче, затоа што кажа уште на почеток дека сакаш да играш игри, не знам каква игра ти има спремена. Добра. Имам уште едно прашање, кој е најинтересниот совет, најубавиот совет кој што си го добила за животот и за љубовта општо? Она кое што еве денес го применуваш. Еден од советите што би сакала да го кажам е, ако бркате една пеперутка, вие нема да ја фатите. Ако направите градина полна со цвеќиња, таа самата ќе дојде. Така работи универзумот. Сето она што вие го посакувате, не треба да го бркате, не треба да го гоните, не треба да создавате таква слика дека како очајнички вие го сакате тоа нешто, а треба едноставно да излажете Вселената, универзумот, да го излажете дека веќе вие го имате тоа нешто и тоа самото ќе си дојде и ќе се појави. Исто така еден пријател, кога бевме заедно на Малта, кај мојот многу добар пријател, добив еден многу добар совет од еден успешен човек. Зборувавме за тие негативни коментари, за хейтови, и он ми рече: Драгана, зашто јас да ја дадам таа привилегија на некој да ми се всади во мозокот for free, вика, ова треба, вика, не плаќа кирија за да ти се всади во мозокот, а ти цел ден го збориш, се оптеретуваш, збориш, а и тоа едноставно ти се всадил for free. И тоа е тоа што понекогаш ако сакам некој да го искоментирам, ќе се сетам за тој совет и си викам: бе, нема да ја дадам таа привилегија да коментирам некој да може да ми се всели во мозокот бесплатно. Да ти кажам право, сега јас пред некое време слушнав една женичка повозрастна. Знаеш ли каков совет даде на жените? Може. Да си најдете
богат маж, затоа што и едниот и другиот Ке ќе те ви се вара. качат на глава. Да. Едниот е некој барем има во пари, да. Ајде да наздравиме. За сите луѓе да мислат позитивно, да се сака, да веруваат во себе и Живели се Емче. најубаво. Тука сакам да ги поздравиме секако нашите Шато Ризов, од кои што пиеме едно прекрасно розе винце. Драганче, дали ти се допадна, кажи ми винцето? Фала многу за виното, розето ми е омилено вино, така да ме погодивте и овде. Да, ти си сакаш пинк джин, розе, нешто се да си е така, во женствена Само енергија. облека не, само облека не. Облека не. Облеката никако, облека само црно или њуд. Кога сме веќе кај пинк, тука еве ги имаме и витаминка. Ова Можеш мора да го си пробам, земеш ќе се земам влагичко. за дома, да. Ете супер. така. Витаминка секако се нашите главни поддржувачи на оваа емисија. И секако тука имаме за Драганче едно мало освежување, една цевитана која што витаминка ја припреми специјално за неа. Повели Драгана? Ти благодарам многу, ќе се освежам во Дубај. Може, а сега тука продолжуваме со нашите други поддржувачи, тоа се пицерија Верона, кои што ги имаат највкусните пастрама или највкусните О, браво. пици. Тука имаш ваучер од 1000 динари. Фала многу, За да ќе си- го искористам обавезно. Кажа дека фамилиарно си со твоите, така Да, што така една... да утре ве частам пица од мене. Ете така. Целзиус козметички салон 2000 динари за некоја Вау, масажа или браво. некаков третман да си направиш. Тоа Супер. дарежлива емисија сме, гледаш Да, како. доста дарежлива ми изненадивте. Имаме ваучер од Азелија, исто така 2000 динари, да си купиш ова некое зашто е? фустанче, Аха. ете црно или какво што ти душа Да, сака. браво, ви И сега, благодарам. драги наши, ги дадовме сите подароци, да не ги заборавам нашите без... Ова доле за мене? Тоа таму сега не го гледај, тоа е после ќе ти го дадем. Во меѓу време. Подароци, јас сакам подароци, мислам секоја жена сака подароци, ако е за мене дај додека давате, давајте и вие камермани, Ќе го дечки дадеме. сите. Сега сакав само да ги поздравам и Бествеј, затоа што Бествеј ги имаат најубавите летни реквизити. Не можам да ти го дадам субот, моје. Се извинувам, но Добро. затоа следува и нашата Жешка Емче со незините жешки трачеви. Ајде Емче, повели да видиме што имаш припремено ти за денес. Лела Ивана, како прекрасна гост имаме денес во студиото. Е прекрасно, само ја не знам што сте се облекле двете во на Идентични, долги. да, да. Мислам, толку е топло Жешко. Ужива ти. Шо? Јас сум за вас соблечена, Не, така е. секси си, Така е, секси изгледате и двете. Зова Супер Драгана. сте. Молам? Како чувствуваш денес? Преубаво се чувствувам, со вакви две водителки неверојатни, супер сте и двете. Фала на гостоприемството, така викаме во Бугарија. Не знам Драгана или Ким, не знам How you Не знам prefer? како ти е поубаво. Macedonian Kim Kardashian. О, Македонија, не балкански? Балкански. Балкански. Period. Окей, exactly. И јас сакам да ти кажам дека Ким Кардашиан може вода Вода да ти носи. Period. Period. Е, тоа е нашата Емче. Браво, фала ти. Дали може да станеш, да те молам станеш, Ајде. за да можат да гледате, да видат за Сега не кој мисле, да. Ким зборувај. This is the Kim. Turn around. Видиш Македонија. Само што малце широко обликата не е. Ова намерно е така облечена, Да, ама да. нема врска, си се познава. Yes, it's nice. Фала многу. Епа Драгана. Идна Ким. Окей. Време е за жешки трачеви со М. Ајде. Денес имаме една игричка, одговори искрено или прифати предизвик. Добро. Во оваа игра јас ти поставувам прашања на кои доколку не сакаш да дадеш искрен одговор, ќе мора да направиш предизвик кој ќе ти го дадам. Може? Добро, чека да разгледам што има таму на масата. Добро да нема некои ножеви, пистоли. Пошто ми рекоа дека мора предизвик да прифатам, еве мојот пријател што овде позади кадар се крие. Пошто јас сум доста искрена на сите прашања ќе ти одговарам. Ајде сега ќе го играме предизвик. Почнуваме. Ајде. Дали најскапото нешто што го имаш
dobijeno како подарок е автомобил? Ако не, што е? Па може и да е поскапо од автомобил, ама не би кажала што е. Дефинитивно поскапо од автомобил. Па зависи Но, каков Да, автомобил. тоа сакав да кажам. Да, може да има сега и Bugatti, може да има и Rolls Royce, така да доста скапи подароци имам добиено. Да. Супер. Кој ти е... Може да и некој југо од 1990. Реално, релативно Така да, работа е да. поната. Сите би добиле нешто поскапо од автомобил, верувам. Да. Сите имаат добиено. Да. Зависи. Ајде, кој ти е најголемиот гаф во нокен клуб? Кој ми е најголемиот гаф во нокен клуб? Па сега еве имаше еден гаф што се деси на приватната журка кај што беа Джейми Фокс и Леонардо Ди Каприо. Леонардо седи од левата страна, Джейми од десната и јас кажувам на двајцата викам Джейми Фокс е подобар од тебе, Леонардо, и другаркава моја остана шокирана. Вика, Леонардо Ди Каприо со Оскар и тоа му го кажа, дали си ти нормална? Овој вака остана да гледа, а другиот се смешкаше. Нема земено уште ни еден Оскар. Леонардо има земена. Зема еден Оскар, да. Кога сега? Па На пред последното? неколку години има земено и рекоа дека требало уште предходно, веќе со Точно, Титаник со како се дека намерно да доста не му ги години. дава. Да, па има нешто тука за мене, он е од најдобрите актери, мислам реално. Ама сакав малце да испровокирам. Испровоцирам. Ете што сака да направи, да спушти некој долу. Остети си знаеш Не, што они, правиш. они си Остети. знаат, ама такав печаток да оставам, као која е оваа, вака што кажува. Да, и Джейми Фокс ме следи на Инстаграм. Ајде. Опиши го твојот трип на маж, но без да користиш зборови за изглед. Значи треба да го опишам како сака мажот да изгледа или Тип на маж, колку тип те на разбрав. маж тип. што сакам да го опишам. Па како би го опишала? Добро, Прифати вака. предизвик. Ајде предизвик, затоа што нема да се мачам тука со мимики. Предизвик, дарлинг. Океј. Отворија ташната Добра, и мојата. покажи ни што има во неа. Вака свитрва да извадам. Не знам, ова е од неј за игра. Добро. Јас немам. Еве имам пари, Пари. уште пари. И уште пари. Да не излезе некоја лабубу Драгана, после Уште пари. И уште пари. Уште пари. Драгана само има пари. Не. Друго нешто, само пари. Драгана. секој си купи. Да, еве имам клjuč од дома, Па секој си купи, само пари за потребни. шноличка, Ајде. Та не го покажуваме. Цигари. Добре. сјај за уста, апчиња, слушалки, клучот од Дубај, од станот, слушалки и тука има 1 милион на различни пари, евра, левови, ова е лев, дирхами, ева, лев, еве дирхам вака изгледа, денари и секако вид на тракатанци. Тоа е тоа. Во толку мало ташниче, Браво. Браво. Битно пари има, останатото ќе го купиме. Со пари, јас убаво кажав, со пари се купува се така што нема потреба од ништо дополнително. Добро, Емче. Добро. Фин предизвик имаше Да, тајно, многу реално. добар предизвик. Собери си ги парите, може да Да. оставиш нешто бакшиш, но се има. Ќе ве частам по една пијачка. Ајде. Дали би можела да живееш без Инстаграм и без социјални медиуми? Па искрено не затоа што јас работам како инфлуенсер и од тоа заработувам, така да big no. Да. I support that. Big no. Кој е најголемиот луксуз кој некогаш си го одбила и зошто? Предизвик. I'm so sorry.
Ајде. You're not gonna hear the answer of this question. Ајде. Да прошета во студио како на модна листа. Добро, ајде. Ајде, балкански Ким Кардашиан. Еј! Драгана, ти си модел или Everything you... све? Да. Све што сакаш можам да видам. Ти прошета, ова беше лесен предизвик реално. Добаре. Вау, браво. Која е твојата мок за забедување на партнер? Јас мислам дека секогаш треба да бидеш себе си, да не се променуваш, да знаеш што ќе дадеш на некој и што некој треба да ти даде и да бидеш искрен. Никогаш не играм топло-ладно, никогаш не правам манипулации или како сега да го добиам, што е моje ќе си дојде. Ако некој не му се допадне тоа што сум јас, окей. Јас кажувам вака, кога една врата се отвара, кога една врата се затвара, прозорец се отвара. Така да... Ама моки. Па најголемата мок за да го заведам да бидеш искрен и да бидеш себе си. Ама пред да го заведеш, пример, за да бидеш искрен, треба да го заведиш со нешто, пример. За ме... Да. Па би рекла дека задникот може би ми е така најголемата мок. Телото, облините. Насмевката. Што јас, ме прашуваш и мене? Да. Со насмевката секогаш. Добро. Веројатно. Ајде. Кој е најскапото место на кое си била на одмор? Па тие се многу искрено. Прво јас живеам во едно од најскапите така места во светот, Дубај. Како поскапи исто така, Сингапур би ги издвоила, Мајами, Хонг Конг, Макао му викаат као кинескиот Лас Вегас. Од Европа би рекла ите Миконос, Ибица, Сент-Тропе, цел Саут оф Франс, Кан, Ница. Малдивите е доста скапо. Тие се така едно... Да, и Лондон е скапа, ма сега Лондон може и да отидеш и на... Не би рекла. Може и на поевтино место да отидеш, но овие места се така прилично доста скапи. Добро, супер. Врска со јавна и позната личност или врска со анонимен милионер? Милионер ќе не се игра даба. Даба. Имаш пари, даба. Вака би рекла, и двајцата би ги прифатила како мои партнери. Океј сум да бидам со некој што е популарен и океј сум да бидам и со нормално човек што финансиски е стабилен. Но работата е да видиме кој од двајцата би бил подобар човек и како со мене би се грижел. Од тоа зависи ја што би одбрала. Но и двајцата им давам зелено светло. Сега кој ќе се представи подобро, more than welcome. You like me, huh? I like you so much. Thank you. Кажи уште пред да доаѓаме иначе на снимање дека и се допаѓа така што си позитивна, отворена за зборување. Thank you so much. Yes. Да. Немам предрасуди, I talk what I feel and you need to be yourself. That's the most important. Because the people can see. No, tell Macedonians. Сите треба to be yourself, да бидат себе си. И мислам дека слушателот кога си себе си, кога зборуваш од срце, кога си позитивен, кога животот ти е како смеа, тоа слушателот може да го забележи. Јас искрено и од тебе имам видено многу видеа и си викав девојкава живее во Македонија толку и е забавно, толку и е поздравија свекрвати, голем поздрав до свекрвати. Поздрав, Блага. Благан, веројатно си. И јас би посакала таква свекрва како тебе. Значи, нареден пат мора, кога ќе дојдам и свекрвата да биде со мене. Најдобра свекрва во Македонија, стварно. Браво, и или да дојдам ја на гости па свекрвата да ме пречека, или да тука да биде гостинка заедно со мене, ќе се радувам. Добро. Браво, свака част. Атер свекрвата. Благодарам многу за секој одговор. И сега, Добро. Уште
Вау. Ете тоа што си го Уште побара. една подарок од Mobitech. Фала многу да не е ова нов iPhone. А? Ајде види. Ајде да видиме. Вау, Power Bank. Ова го немам. Ева. Значи, они знаат точно ја што немам и еве ми го носат. Ви благодарам и на двете. Значи си изманифестирала сигурно Да, пред да, еден Power така? Bank немам, Си дај викаш, да ми ето. дадат поклони што ги немам и еве добив тоа што го немам, фала. Ти благодариме премногу, Емче. Еј ти благодарам. Срцка си, фала ти многу на сите прашања, баш добро се смислени и се гледаме нареден пат заедно со свекрвата и можете некој мој дечко овде, популарен. Може, Тамо ајде. не фудбалер. Вака сега, ајде да се договориме тука пред камера, Ајде. дека во случај да има некој на вистина феймос, ќе го донесеш кај нас во емисија. Тоа ќе има 100%, ама еве давам збор дека само кај вас ќе гостува. Ете така, готово, Добро. договорено, значи пуштам рака, Дел? пуштам рака, Окей, ова дел. се Дел. веќе запишано и Емче ќе биде чак и свекрвата ќе ја земеме. Важи, Сите важи. ќе Ако дојдеме доаѓа заедно. свекрвата, Ајде. јас го носам популарниот. Ајде. За да знае мајка му како да си ја наштелува. Драгана, дали си помина, кажи ми убаво? Фала за поканата, искрено, многу одамна не сум била на ваква емисија, да другаруваме, да се зборуваме, се едно се знаеме од многу поодамна, како на кафе да сме си. А се гледаме прв пат, точно. За мене беше чест, затоа кажам дека е многу добро да се осетат вибрациите меѓу луѓето. Кога осеќаш некој како вибрација, ти едноставно со неговата душа комуницираш. И без разлика дали некој еднаш кога го имаш видено, може да ти е многу попријатно од човек што ти е 10 години во твојот живот. Апсолутно. Се најубаво, девојки, продолжете само напред, газете. Така се вика во Бугарија, гази јако. И I'm your biggest fan. Ти Газете. благодариме премногу. Јас се што ќе ти посакаме да си останеш вака позитивна и насмеана, Фала, да си ги помалку кажуваш сериозна. Разбирам. Секој што доаѓа прв пат е со доза на резерва. Следен пат ќе си доедеш Поопуштена. уште поопуштена, ќе се смееме. Македонија, јас се надевам дека уживавте денес заедно со нас и секако нашата прекрасна гостинка. Ние се гледаме следна недела, до тогаш останете ни во добро расположение. Чао, чао. Почнам нели за да Знаеш кажам како затоа те што разбрав? ќе почнат да ме плукаат после. Кога ми кажуваш не ме интересира ти што мислиш, оти јас те прашувам за совршеност и викам што ми Не, он ме избори знае. Он ме знае со години, Што не. ми избори, Он реков, ме што знае. направи? Не, не. Мора да го речам затоа што они утре пак ќе ме бе, фатат. ама Ја јас мора не да те се. разбирам, Имаше ама над 5000 коментари со тоа што како толку операции вака изгледа, па кој знае како изгледала пред. Многу убаво Само кажи реков тоа сега, јас. што ти рекол, викам да не почне се расправа со мене, ништо лошо не кажа. Леле ми знаше. Јути, не, тама драмата. Ајде. Ајде, можеш да си го кажеш сега одговорот. Макси, тоа. Не, бе, тој си Не седи слушам, на не, не. телефонче, Макси? гајле, муе, Како иджи, ти да? Тониче, нема. Добро, убави. Значи, животни вредности ми наброја како успех и тоа што ти го донело животот. Океј, ќе го Немам почекам и дечко, не- авионот. Јас не знам што е ова, авиони поминуваат, деца плачат. Јас грешам во зборовите, не знам што е работата, не ни дава да се снимаме, да се опуштиме. Ајде и авионот ќе го почекаме.